Најгорливи проблеми за русинци се што младите сите се исели, што нема луѓе више. Останаа само такви како мене тука на 60 години од озгора. И земјоделието умира. Тоа е се што може да се каже што е најтешко. Со патишта како сте, дали доволно се грижи Па не локалната? Не баш, не може да се пофалиме со тоа, пошто слабо се гради. За во тоа време, во 21 век се многу слабо гради, таа уште се оди по црни патишта и така со возила, со коли до дома да идеш по црн пат, значи не е убаво. Во програмата на градоначалникот сегашниот кога дојде на власт во 2017 беше обнова на младинскиот дом тука кај вас. Што ќе кажете за тоа? Па го гледам, ништо не е направено. Од тука се гледа дека само беше зборови, ништо повеќе. Треба секогаш повеќе, треба да се направи нешто повише и така да малце, многу малце. Значи од се тоа што се обечаше, може е само 5% направи. Моментално состојбата е како што се гледа, никаква. Интерес има сите само за да земат и да однесат, а никој нема за да гради. Самиот културен дом, што е направен, он е изграден до терање, има услови да се отвори некоја фабрика в него, да се вработат неколку, да останат некој млади свет. Има и други причини за нови објекти се отворат, нови работни места, меѓутоа тоа се зависи од поголемото и од политиките на државата. Па сметам оти треба повеќе да се гради, меѓутоа во таа моќ што има таа нашата општина, таа сиромаштија, без помош од републички средства, доволно е. Има некои промоши и пропушти, меѓутоа не са ни на поединец, ни на градоначалник, ни на никој.